Здраво! Добродојдовте во уште едно издание на емисијата Сергеј Reinvented. Што ќе погледнеме денеска? Имаме сериозна тема за дискусија во индустријата за убавина. Во мода ќе видиме нешто многу интересно, каде што на вас ви оди паметот. Во модни катастрофи ќе видиме нормално модни катастрофи. Во плакарот на Кека имаме нешто ново, многу интересно, Кека се има подновено и ќе одговарам за крај на вашите прашања што ги поставувате на мојот Instagram профил. Останете. Добродојдовте во индустријата за убавина. Денеска, како што ви најавив, ќе разговараме за една сериозна тема во индустријата за убавина, која што завзема се поголем замав секаде и во светот и кај нас. Ќе зборуваме за естетското коригирање на лицето, односно за хилуронските филери. Можеби ова за кај нас е нова тема која што ја слушате во последниве 5 до 10 години, меѓутоа ова е многу стар изум. Да не кажувам дека некаде на почетокот на 20 век првите обиди за пополнување на лицето се прават со восок или со парафин. Се инјектира во лицето, што се покажува како исклучително штетно и катастрофално нешто. Еволуцијата денеска ја доведува таа индустрија до степен на перфекција на инјектирање на хилуронска киселина, филери со хилуронска киселина во вашето лице. Сега, што се хилуронските филери? Хилуронските филери се во гел состојба кој содржат хилуронска киселина во врзана форма, која всушност е составен дел од нашето тело, кој со текот на годините го губиме, а воедно ја дава свежината, хидратацијата на самата кожа, еластичноста и сјајот. Сега, тука кај мене јас ги имам теоксан филерите за лице. Имам неколку од нив, ќе ви објаснам кратко кој, што и како е зашто. Заради тоа што кога инјектирате нешто во лице, не постои еден филер за се. Не постои филер само за што може да го ставите во уста и во јаболкници, и во jawline, и во чело, или во подочници. Теоксан лабораториите во Женева е водечка компанија во производство на дермални хилуронски филери и медицинска козметика со несомнено и исклучително високи стандарди. Со нивната цврста посветеност и насочувајќи се кон иновациите и задоволството на пациентите, Теоксан лабораториите е присутна во повеќе од 80 земји во светот. Како главен дел во естетската медицина на нега на кожа, Теоксан им нуди ефективни решенија на практичарите низ светот, помагајќи им на жените и на мажите. Значи, не го користат ова само жени, ова користат и мажи, само мажите не зборуваат за тоа. Сакам да кажам на клиентите низ целиот свет, им нудат да изгледат и да се чувствуваат добро во секој време и да им помогнат да задржат својата убавина и во иднина, односно да го пролонгираат процесот на старење на кожата. Сакам да ви раскажам кој филер за што е. Имаме неколку типови на филери. Го имаме RH3, кој е наменет за третман на длабоки, динамични брчки, како назолабијални бори и марионети. Може да се користи за истакнување на усните и нивната пополнетост. Назолабијалните бори се овие овдека, а усните се усните, веќе знаете. Го имаме филерот RH4, кој е наменет за креирање или враќање на динамичниот волумен во средната третина на лицето, во образите, јаболкниците и контурирањето на jawline-от или брадната линија. Го имаме ултрадипот, тој е мојот омилен, доктор Даниела и Теоксан знаат. Тој е наменет за креирање и враќање на волуменот во одредени делови на лицето, како што се јагодиците или образите, средната третина на лицето и контурирањето на jawline-от. Имаме следен филер, Ри-10-2. Тоа е единствен дермален филер за корекција на подочници со комбинација на аминокиселини и антиоксиданти, минерали и витамин B6. Имаме уште еден, Ри-10-1, кој се користи за редезинфикација, рехидратација и третирање на квалитетот на кожата на лицето, на вратот и на деколтето. Ви дадов 5 различни филери пополнувачи.
поентата ми е дека секој филер има различна содржина и е за третирање на различни делови од телото. Имате за деколте, за врат, за подочници, болкници, за брадна линија, за назолабијални бори, за пополнување на чело и така натака. Сето тоа, кога го правите, требате да бидете добро информирани. Јас имам искуство последните години со филерите на Теоксан. Многу сум задоволен, поготово сум задоволен и од работата на доктор Даниела, која тоа знае да го изработи перфектно, да изгледа многу добро и да изгледа многу природно, заради тоа што не сакате да изгледате како на Силвестер Сталоне мајка му, или не да изгледате како на хирург, него сакате да изгледате добро, без разлика колку години имате или што сакате да постигнете. Не сакате да имате уста како да ви се заглавила во цевка, сакате да имате убаво, совршено изработено уста. За тоа ви треба добар филер и пред се ви треба исклучителен доктор кој е добар естетичар, која што ја знае работата, ја знае сензитивноста на сите овие препарати, знае како функционираат, има големо искуство и поминала многу обуки. Доктор Даниела, јас многу ја сакам заради тоа што ми има толку многу помогнато и објаснето околу нега на лицето и нега на кожата. И сакам накратко да ви кажам зашто баш доктор Даниела. Доктор Даниела Димитрова е дипломирана 98 година на стоматолошкиот факултет во Скопје, која веќе 24 години работи како стоматолог, а веќе една деценија е во анти-ејджинг сферата на естетската медицина и примена на сите нехируршки естетски процедури. Своите едукации од естетската медицина ги има земено кај најголемите светски еминентни имиња, како што се Маурицио де Мајо, Ретка Свобода, се надевам не им ги грешам имињата на докторите, Рај Акила, Патрик Тредевич, Ли Вокер и многу други. Тие се врвни светски естетичари во нехируршките методи на разубавување. Доктор Даниела е делегат на сите светски престижни конгреси во Монако, Париз, Лондон и нормално регионалните. Регионален сертифициран тренер на Теоксан и воедно тоа ја прави Теоксан експерт. Доктор Даниела Димитрова е сертифициран од ECAMS, односно тоа е Европската школа за естетска медицина, член на SEAM, Сдруженијето на естетика и зем регионален тренер на Мерц Aesthetics за RDSS препаратот. Така да, слободно можете да го доверите вашето лице во сигурни раце, заради тоа што е тип на човек која што точно знае да ви каже одмерено што ви треба, што не ви треба во однос на годините, во однос на тоа што сакате да го коригирате и како да не го коригирате. Во прилог одат некои снимки од корекции кои што јас ги правев после Нова година, се со сензитивна тема, заради тоа што има игли, меѓутоа верувајте ми ништо не боли. Се тоа што го кажав повеќе можеби страшно звучи, отколку што боли. Мажите не зборуваат за овие работи, јас сметам дека отворено треба да се зборува, кој како сака, се е прашање на личен избор и да имате добро изработена уста. Консултирайте се со добар доктор или по моја препорака посетете Даниела во незиниот Перла центар. Сите прашања што ги имате да не заборавам, јас не сум доктор, не можам да ви одговорам. Ќе ви оставам незиниот Инстаграм профил од незиниот Перла центар, ќе ви го оставам незиниот приватен профил. Прашања апропо цена, што, како, зошто, кога, термини, што треба, што не треба да правите. Чувствувате се слободно да и пишете во било кое време, исклучително е љубезна и ќе ви излезе во сусрет на сите вас. Во индустријата за убавина, од мене за денеска толку. Добро дојдовте у мода in и out. Денеска сакам да ви покажам каде вас ви се мрсат конците апропо мода, апропо фотографирање и некои други работи. Ама за денеска ми треба и кекао мода. Ти ме
така ги да джефа. Тргни се ти од тука, кека остајате, молам. Добре, не ја удирам неиза, него чисто правам така, Никола да се тргне. Сега, јас ова ќе го дадам на неиза, ти го мри. Така, мене нема да ми треба. Денеска сакам да збориме за долен веш, костими за капење, фотографии, голи. Што гледате по социјални медиуми, кој тоа како го прави и зошто го прави, па после тоа вие сакате да го практикувате. Само да ви раскажам кратко. Ке се потрудам да бидам краток. Што имаме прво? Имаме тука Кайли Дженер. Знаете сите која е, многу сакате и вие вака да се натиснете на пиката. Сега, Кайли Дженер се сликала во костим за капење, неизина линија. Кайли Дженер од овие фотографии, што при тоа ги има сликано добар фотограф, се одлично едитирани или фотошопирани, како и да е, не постои фотографија што ќе излезе, а да не е фотошопирана, нормално е у денешно време. Затоа и постојат сите тие апликации. Ја имаме во долен веш, и во една и во две варијанти ви покажувам фотографии. Што е целта на Кайли Дженер? Океј, сака да го покаже телото, меѓутоа целта на Кайли Дженер е да го продаде костимот за капење, кој при тоа е крш. Костимот за капење е распад, драги гледачи. Ревјусот на костимите за капење на Кайли Дженер беа исклучително лоши. Имаме српска инфлуенсерка, Дуња. Фантастична фотографија. Нема никаква вулгарност, многу е сензуална, многу е секси. Минимално исфотографирана, во преубав амбиент, перфектно тело, одличен дизајн на костими за капење или долен веш. Што е целта на Дуња? Да го продаде повторно производот. Заради тоа и се фотографира вака. Одиме следно. Имаме Ким Кардашијан. Еве ви ги омилените пози. Ве боли глава, расчепатени и клекнати. Следна. Ја имаме Ким Кардашијан. Со камшик коса. Така, што е целта на Ким Кардашијан? Што е целта на Ким Кардашијан? Исто како и на сестра и како и на Дуња. Да ви го продаде производот. Затоа Ким Кардашијан се сликала гола. Така, изгледа одлично, одлични фотографии, одлична екипа работела на сето тоа, се е тоа окей. Значи продава производ. Одиме следно. Танк. Погледнете го. И така иде Валентайн. Еве предлог на момчињата да купат на Джени што да облече за Свети Валентин, кога ќе седи дома у УГГ, например. Горе може вака да се облече. Одлична е кампањата на Ријана за Фенти. Одличен долен веш. Барем за Ријана долниот веш знам дека е добар и знам дека е квалитетен, заради тоа што Ријана не пре ништо да биде катастрофа. Идеме со фотографиите. Еве и Ријана се натегнала у мрежасти, у некои чипкани корсети, у чуда. Еве и на скали направила хоп поза. Што е целта на Ријана и на целата ова? Еве со керка и Мадона се мачкосале мјау двете тука. Што им е целта? Што е целта на Ријана? Да го продадат производот. Повторно да заработат. Кампања. Таква едитирана каква што е. Значи целта е да се продаде производ и они при тоа од таквите фотографии заработуваат сериозни милиони, се тука прашање. Океј, тоа е од тие што го прават тоа продавајќи производ. Одиме следно. Ја имаме Мадона. Не е ништо ново, тие што знаат, Мадона се слика гола или по мрежасти чорапи, или по брусхалтер, или по ништо. У кревет, на кревет, под кревет, зад кревет, на таван, на маван, сама, како и да е, Мадона се слика гола 40 години или во провокативни изданија. Мадона тука не продава производ. Меѓутоа, што продава Мадона тука? На неизини 63 години Мадона прави публицитет. Повторно, поентата ми е дека фотографиите на Мадона у мрежа, и у прслук, и у кревет, и со керка, сама или не сама, или каква е да имаат цел. Што имаме следно? Еве, вашата омилена поза на мојата омилена звезда. Кека не може да клекне вака, никој е укочи преска и се фати рбетот. Ама за тоа ја ќе пробам да клекнам.
Како се клекна? Вака ли? Само Никола да не ми се појави од негде. Вака ли се клекна? Let me show you how to do it. Shake that. Да, ама за ова треба... Не треба да сте... За ова треба машала, драги гледачи. Одлично изгледа. Има цел. Има поента. Има приказка. И е совршено изфотографирана. И тоа е совршено стилизирано. Целиот изглед, тие Баленсиага чевли, Јелена сама по себе, која што е исклучително атрактивна, сум зборел за тоа. Шеширот, позади ова, стои исто така приказка на публицитет, која исто така кај Јелена проаѓа одлично. Драги гледачи, имаме голо тело. Скроз голо тело. Шанел костим за капење, 3 точки има. Што е целта на Јелена? Исто така, да се привлече публицитет, заради тоа што тие луѓе не забавуваат нас, они се забавлячици, они се пејачки, повеќето од нив, и функционираат од нас, од народот. И мора да не забавуваат и за крај. Ispred mene DJ i zaruši se sve. Oko mene su svi ludi, samo ne ti. Па погледнете, драги гледачи. Погледнете, драги гледачи, како кека е. Кека е толку згодна. Ова е чак. Значи, драги гледачи, се гледа, ништо не се гледа. Сензуално, сексипилно. Перфектно тело. Дека сме генерација заради тоа. Тука некаде и она 48, мислам дека јас сум 47. Али погледнете како изгледа. Погледнете фотографијата како е едитирана. Точно, она е скроз гола, со нешто ги има покриено. Градите, нешто, тоа нешто оди некаде над задникот, перфектни подпетици, одлична поза, одлично едитирана фотографија, одлична коса, се е одлично, нема никаква вулгарност, нема ништо тука што е фуј и што е грозно, како што го има кај вас. Повторно, која е поентата Северина да го прави ова? Сигурно не е било досадно, па си се клакнала на некој зид да се слика. Повторно, публицитет, и при тоа телото е змај, фантастично. Да имате сите вакви тела, голи да се шетате по Скопје, никој мана нема да ви најде. Ама, пошто вие сакате да тискате, да бутате, да јадете, да пиете холестероли, чуда, сендвичи, вамо, тамо, глупости, и да се натегнете од ниву да ги добаве, и да се Не. Фала Богу, 21 век сме, јас немам проблем со ништо, правете што сакате, се додека изгледа добро. Сега, како изгледа лошо, ќе видиме у делот за модни катастрофи. Ајде! Еве сме. Идеме со делот како, од каде ги зимате инспирациите. Ви покажав претходно што повеќето од вас гледате и нема проблем. Гледајте го вие сето, тоа го гледам и јас. Нема врска. Како лош маркетинг си правите сами на себе, при тоа не продавате ништо. Изгубив баланс. Драги гледачи, она е, еве го, моментот. Еве го, натисната, натегната. При тоа е клекната, се клакнала на јамболија. Јамболија, драги гледачи. Знаете ли, ако ве покријат со јамболија, може да се угушите. Значи, тоа е толку престрашна работа јамболија. Јамболија се користела во кој век во Хурем Султански. Веројатно, повеќето од вас дома уште тискаат, чуваат јамболии, пошто тоа ви се оштавствени од баби, мирази, некои чуда, некои глупости. Меѓутоа, девојчева тука се клакна на јамболија, оди и тарпео јамболијата. Ама ги земала хулахопките од Мадона, ги натегнала, позади неа има фототапет со јамболија, а позади сонце. Ништо со ништо не иде, приказкава нема никаква врска и нема никаква поента нити причина. Next! Кека има причина што е вака облечен.
Што е причината за да се случи оваа фотографија? Што е причината за да се случи оваа фотографија, драги гледачи? Што е причината за вака натисната у огледало? Со босо ноđe ли? Не можам да видам, али битно се сликала. Не ми е јасно. Што продава девојката тука? Исто не ми е јасно. Следно. А овде? Исто. Си се бендисала, она се слика по долен веш у огледало. Која е причината? Која е причината на нова фотографирање? Лоша фотографија, лоша естетика, лошо све истои, лошо изгледа, ништо нема, ништо. No, God! No, God, please, no! No! Под емболијата имало тепих. Имало тепих под емболијата, драги гледачи, а она за фотошутингот у долен веш, или тука не е во долен веш, или у што и да е, ама она многу се бенди за како се нашминка. По катастрофа кадар не можете да си направите сами себе, да легнете на тепих, на земја, на... Не можам да сватам од на што е сликанова. Никола, на што е сликанова, знаеш ли? На земја или на што е? Или е на зид, или на некој чаршаф, на некоја маса, што е тоа? Миле ли е, што е, тепих ли е? На миленце. На миленце се клакна, се нашминка, како што е гледате, битно напучи уста. Зошто да си го направите овој, каков е овој мејкап, мене никогаш нема да ми е јасно. Следно. Рака на бубрек, омилената поза, али е утуткана у снего, драги гледачи, утуткана. Се утуткала, опнала чизми, скинати фармерки, раката накршена. Ногата една, како на кека. Никола кога ја трга од перика, обично ги вади ногите и ги разместува. Значи, не можеме... Никола! Никола! Чека да го викнам Никола да извади ногата на кеката, да дојде само секунда. Како е така ногата? Како и стои? Еве, Никола разместува ноги. Не ти да направиш така, не можеш ти да направиш така. Како е ногата? Вака... Не, Никола. Не така, не како е на другачи начин. Оваа нога натака оти. И ги извади руките, ќе да расипе. Значи, врати се, намести ја ногата. Еве, Никола, како ја намести, кека. Вака изгледате. Како не дај Боже да ви се случило нешто. Притом модната комбинација е катастрофална, фотографијата е сама по себе катастрофална. А познат лик се префарбала умеѓу време у Риџо. Ја имам коментирано, уште се вика на профилот Мерлинка Official. Кога ја имав коментирано на времето, напротив, го доживеа тоа многу окей. Не се љутеше, како што се љутите сите други. Она си го свати така како што требаше да го свати. Меѓутоа не свати како не треба да изгледа. Не треба да изгледате вака. Не е добра фотографијата. Лошо е стилизирана. Лош е тој, што е тој топ со таа сукња, раката, елка позади, лош мекап, она многу си се бендисала и она има испоставано вакви фотографии на профилот колку сакат. Следно. Еве. Тан, боу, трак, трајка, хоу. Не, ова е катастрофа модна. Next. Пак рака на струк. А оваа рака заживе на рамо? И дошла вишок изгледа раката, не знаела кај да ја клакне, да не биде со двете раце на струк, па ќе биде како лепа Брена кога игра. Вака, Не, затоа, извини. Сега ќе го викнам Никола, ќе те намести, не е добро. Те расипа. Затоа она ја клакна тука раката и испозира ова робиче, што има тука карнер. Позади неизе целата фотографија, како изфотографирана. Ова не е мода, ова е у светова се вика треш.
Значи, не, ова не е мода за 21 век. Никако. Во делот за модни катастрофи со мене за денеска толку. Се гледаме во следната рубрика. Чак! Добре дојдовте во плакарот на Кека. Кека реши да се поднови. Она ќе си ги зачува старите алишта, што си ги користи од време на време и си ги меша старо со ново, тоа што си тиска, што си пика, кекесто што си чува, да си прави комбинации и нормалната. Меѓутоа Кека реши да се поднови и Кека денес има нови пријатели пошто реши да иде у шопинг. Има на Кека пријателите се fashion group. И Кека конечно си најде места каде што може да најде кул парчиња, модерни, добри, трендовски, квалитетни предсе кои ќе изгледаат перфектно и за секојдневно, и за вечерно, и за коктел издание, за какво и да сака. И да потенцирам дека Fashion Group на сите брендови имаат попуст дури до 70%, меѓутоа само до крајот од прилика на фебруар месец. Оти ако ти идете во март, или како ти до март, а бара нешто од јануар, па тогаш нема попуст, тогаш ќе има други колекции, други алишта, тогаш ќе доаѓде пролет, ќе сака да се разголи. Така да видиме, Кека се настегала, Кека у принцип облекла некои чипки, некои корсети како ние преска од модни катастрофи, ама Кека се сака таков еден добар веш, друг пат за веш. Сега ќе оставиме вака, да видиме, Кека често се инспирира од старлети, од некој Дита Фон Тиз, од некој Мадони, од некој Бритни Спирс, од некој плесачици. Еве сега денеска е така инспирирана. Често се инспирира Кека и од јавни личности. Како што се инспирираш од Лејди Ди, од Одри Хепберн, од Ким Кардашијан. Си наоѓа Кека инспирација. Ја и Кека најдовме на Инстаграм една многу добра инфлуенсерка која прави одлични комбинации. И сакавме да видиме како Кека можеме да изведеме добар кул изглед барајки слични парчиња по скопските продавници. Така Кека се запозна со Fashion Group. Ајде да видиме која ќе биде првата комбинација. Так! Еве, мега кул, супер, дотерана. Ја најдовме оваа сукња. Многу е модерна, многу е интересна, светлуцава е целата, супер изгледа. Има одлична должина при тоа. Овие пруги, овие штрафти, секогаш кога имате сукња во штрафти, имате во предвид дека пругите, штрафтите, како сакате крстите, ја издолжуваат вашата линија без оглед на вашите килограми. Решивме да ја искомбинираме со многу удобна бела ролка и да ја искомбинираме со соодветни чизми кои што доаѓаат, влегуваат малку под должината на сукњата и изгледа мега кул. Доколку ви се свиѓа нешто од ова што е, повторно ќе потенцира од секој парче, линкот го имате доле у дескрипција на видеото во орманот на плакарот на Кека. Сега, доколку некој не сака бела ролка, а му се свиѓа сукњата, или не сака бели чизми, не мора. Сукњата како парче сама по себе е доволен стейтмент. Може да ја искомбинирате и со другачија, односно со црна варијанта. Еве, пресоблечена, скроз нова, змај. Истата сукња од претходната комбинација, меѓутоа искомбинирана на различен начин. Црн, удобен, елегантен джемпер, мали златни детали на рамењата, во комбинација со супер кул, добри фора, високи чизми, а кој преферира може истата комбинација да ја направи со овие пократки чизмички. Како и да е, исто изгледа одлично, изгледа урбано, изгледа кул, изгледа модерно и трендовски, и тоа на попуст.
Се ова што гледате, повторно ви потенцирам доле во линкот во дескрипција. Сега, одиме со друга комбинација на кека. Пукна да се дотера. Girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. That's all they want. Чак! Еве, во ново издание. Ја задржа блузата од претходно, многу и се бедни со джемперчево, гледаш. Джемперчево и се погоди затоа што може да го комбинира со 500 работи. Повторно, роварејќи по Инстаграм, ја гледа истата сега, она е фиксирана, и најде една комбинација. На видеото, девојката го комбинира овој сличен изглед со шорцеви. Не мора со шорцеви. Јас си викам не мора со шорцеви, она шорцеви. Ја викам не мора со шорцеви, викам шорцеви. После го најдов сукничево, минич! Take risks, life short, како вика Парис Хилтон. Mini skirts. Skirts should be the size of a belt. Life short. Take risks. Блинг, блинг, диско треска, минич с без. Кога го виде се побуделе по минич. А може со минич и уште е боле со минич, поготово кога е ваков. Блинг, блинг шлјокича. Блузичето, оваа сукња, минич, со прекул високи каубојки чизми, изгледате мега урбано, мега кул и мега трендовски. Никој нема да може очи да одлепи од вас, кека си се бендиса, дури си се испослика и за на Инстаграм што се бендиса комбинацијава. Вака ќе си оди и на искачање, и на кафе. Црната блуза ќе си ја комбинира со други работи. Миничов, црн, може да го комбинира исто така со што сака, заради тоа што само по себе е атрактивно парче. Може да го комбинира со штикли, може да го комбинира со хулахопки, со кошула, со сако, како и да е, секогаш имате у гардероберот едно уникатно добро парче и имајте добри чизми без поглед на подпетицата. Next, одиме за кека, за денеска, уште еден изглед. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other. Чак! Ја видовте на кека, инспирацијата пред малку. Вуала! Без! Одлично изгледа. Преубав фустан, многу мекан, прекрасен материјал и на допир и на изглед. Можете да го комбинирате како сакате. Има идеална должина, има шлицови отстрани. Решивме да го искомбинираме со кафени елементи. Одличен каиш, одлична мала ташничка и супер чизми кои што се уклопуваат во овој изглед. Дали ќе одберете вие на едно вакво парче кое што е прилично бейзик и можете да го комбинирате и да го носите и многу често малтене и секојдневно со разноразни додатоци. Можете оваа хаљина да комбинирате со разен тип на накид, со друг тип на боја на чевли, со друг тип на чизми. Меѓутоа, оваа варијанта мислам дека е многу трендовска и дека е многу кул, изгледа многу урбано, многу модерно, како што треба. Може да додадете и еден мал детал, како што е ова, вештачко крзно, нормално. Ќе ја поднаметнеме. Да, прекрасно, топ. Ова треба да го, колку е, како маче, ми да си легнам на него, не, ако е маче нема да си легнам. Многу убаво, изработка на вештачко крзно, кое што е многу модерно, многу трендовско, врши голема работа и ќе ве топли, меѓутоа и како комбинација визуелно изгледа супер модерно и супер фешн. Истото ова парче можете да го играте исто така и со други бои. Дали ќе решите да бидете full black, па ќе го ставите ова. Дали ќе решите да бидете во некоја нијанса која што е слична на ова или во full brown, тоа е повторно на ваш избор. За денеска од мене, односно и од Кека и од низините нови пријатели Fashion Group, за денеска толку. Се што гледате, потенцирам во линкот во дескрипција и не заборавајте дека до крајот на февруар ќе има дури до 70% попуст. Све во линк во дескрипција. Ќе ве поздравам, останете ми во добро здравје.
Добродојдовте во делот Q&A или Праша го Сергеј, каде што одговарам на сите оние прашања кои ги поставувате на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Да видиме што имаме прво прашање. Шминкање со четки или шминкање со раце? Многу интересно прашање. Јас ќе ви препорачам, ако се шминкате сами, да го правите и со раце, и со сунгерчиња, и со четки. Накратко ќе се потрудам да бидам краток да ви ја кажам разликата. Топлината на рацете со топлината на кожата реагира многу добро, поготово при нанесувањето на прајмерот. Го чувствувате продуктот или производот. Исто и при нанесувањето на коректор, можете да ги користите вашите прсти, можете да го нанесете исто така и првиот слој на пудра. Со тоа што кога нанесувате пудра со раце, рачунајте дека таа не е толку покривна од старт. Доколку ги користите оние сунгерчиња што се, јас ги препорачувам и ги користам, меѓутоа они имаат една мана што ви го абсорбираат, дел од производот останува во нив, така да трошат од производот. Ако ги користите, препорачувам исто така да се навлажнати и намокрени за да не добиете еден тежок, прејак и препокривен изглед на пудра. Потоа следуваат, нели, можете пудра да течно да нанесувате и со четка, можете да и како градите постепено мејкапот, пудра во прав или камена пудра, руж, руменило, сенки и така натаму, сето тоа да го правите со четка. Доколку го правите сами, доколку одите кај професионален шминкер, мислам дека е попрофесионално да се изработи се со сунгерчиња и со четки. Тоа е моето мислење по ова прашање. Следно прашање. Што е подобро за просечен човек, не е јавна личност, да ја следи модата или да има свој стил? Без разлика дали сте јавна или нејавна или каква и да е личност, секогаш мислам дека треба да е приоритет да имате свој стил. Апсолутно. Ако го имате свој стил, не е проблем да го фатите и трендот. Текова. Идеме следно прашање. Во плакарот имам кожна сребрена сукња. Може ли совет како да ја искомбинирам? Сребрените сукњи, златни, сребрени, какви да се ин, се трендовски, многу е битно каква ти е сукњата, не знам каква сукња имаш во плакарот, меѓутоа ќе ти дадам два предлога. Најди начин добро нека изгледа сето тоа. Следно прашање. Каков накид е ин годинава? Секаков накид е ин годинава. Значи накидот е и како детал јас го сакам, можете да го комбинирате на разноразни начини. На минимален стайлинг и на минимален изглед, накидот може да даде посебен, што би се рекло, тач. Од мали детали до премногу накид. Буквално накидот е во тренд и е во опција. Меѓутоа, ако решите да се накитите, да се накинџурите, внимавајте да не изгледате тртка, бемка, пајак, да имате се и се што на вас. А и да имате се и се што на вас, тоа треба да е добро направено. Така да накитот е ин, секаков накид. Камења, бижутерија, ланци, тракатанци, ѕвонци, менѓуши, аксесоари, на уста, на веги, секаде, кулструк. Накитот многу е експониран како детал во тековната мода. Ќе ви се заблагодарам и денеска за вниманието, ќе ве поздравам, се гледаме за 7 дена, заследете ме на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Поздрав! I wanna be loved by you. The diddly 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 dum. Boop boopy doop.